Секој треба да се гледа во својот, а не да гледа во тугиот двор. Вака председателот на Собранието Африм Гаши му одговори на првиот човек на Уставниот суд Дарко Костадиновски, кој го критикуваше законодавниот дом дека не ги извршува обврските кои од нив ги бара Уставниот суд. Во однос на тоа дека сепак за дел од законите не се почитуваа роковите кои ги одреди Уставниот суд, Гаши истакна дека тоа не е вина на Собранието, бидејќи тие не ги прават измените на законите на кои посочува Костадиновски, туку одредени министерства задолжени за тоа. Секоја координација има представник на владата и кога имаме таков случај, ние постојано прашуваме до каде е тој закон, појасни Гаши. Секој треба да се грижи за институцијата која ја води, а не да гледа во туѓиот двор. Треба повеќе да се грижиме за институциите кои ги водиме отколку да гледаме што од другиот работи. Како политичар не влегувам во конфликт со други институции, но кога би гледале како работи институцијата која ја раководиме, таа подобро ќе функционира. Јас гледам како работи и од тоа се водам во раководењето на Собранието. Без мислење од владата не можеме да преземеме одредени чекори. Костадиновски деновиве во интервју за подкастот Каде се парите критикуваше дека Собранието не ги извршува одлуките на Уставниот суд. Поради тоа тој истакна дека нема повеќе да биде толерантен кон законодавниот дом, кој, како што рече, е уставно недисциплиниран орган. Ја не сум сигурен дека веќе ќе бидам толку конструктивен спрема законодавниот дом. Ја на последната пресконференција годишна кажав медениот месец за Собранието заврши. Ние 3 шанси му дадовме на Собранието. Првин беше законот за електронски комуникации, му одредивме рок 2 до 3 месеца не ја почитува нашата одлука. Му дадовме рок да не настане несогледливи последици за кривичниот закон, за измените на кривичниот закон. 10 месеци. Тоа ли е однос према Уставниот суд? Ја често викам, Собранието е уставно недисциплиниран орган. Председателот на Уставниот суд Костадиновски минатата година неколку пати предупредуваше и даде рок Собранието да ги донесе измените на кривичниот законник, но законодавниот дом не ги запази дадените рокови, на кои инсистираше и меѓународната заедница.